Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Габичите инфекции предизвикани од Кандида албиканс се многу упорни и брзо се шират низ целото тело. Потребно ли е да се направи промена во исхраната за да се стави проблемот под контрола? За вистините и заблудите поврзани со диетата против Кандида. Денеска зборуваме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Nutritionist Consulting. Добре ни дојде, Надица. Добро ве најдов. Оние кои што имаат проблем со габична инфекција предизвикана од Кандида албиканс велат дека тоа е една исклучително упорна инфекција која што постојано се враќа и им создава проблем, ги зафаќа и цревата, желудникот, односно дигестивниот систем. Што говори вашето искуство? Дали оние кои што имаат ваков проблем имаат потреба да направат промена во исхраната? Генерално, кога всушност и во мали количина нормално ја имаме во дигестивниот систем и кога ја имаме во цел дигестивен систем, почнувајќи од устата, значи низ целиот дигестивен систем, неопходна е диетотерапија, но многу контраверзи има и околу диетотерапијата, но сакам да нагласам дека она за кое што навистина многу малку се зборува, се тоа дека не може да се третира само кандидата, бидејќи кандидата во 80% случаеви е придружна појава на други здравствени состојби, кои што доколку не се средат или доколку не се стават под контрола, таа постојано ќе се враќа. Најеклантантен пример е диабетисот. Значи, доколку нивоата на шекер не се стават под контрола, и не се внимава генерално на третманот со исхрана на диабетесот, тогаш кандидата упорно ќе се враќа. Исто така треба да бидеме спремни дека многу често се јавува после одредени антибиотски терапии, но за жал и одредениот начин на исхрана и стил на живење како да овозможува се нарекува significant increase, односно зголемен раст, неприроден раст на кандидата во нашето тело. Што значи дека диетотерапијата треба да биде строго фокусирана, да има одреден рок на примена, значи не може да трае вечно и не смее да трае вечно, туку да ни даде... Време трае? Значи, генерално, стриктната антикандида диета треба да трае помеѓу 3 до 4 недели, продолжено до 2 месеци, но веќе малку променета некако првиот месец. И за тој временски интервал треба да се санира другата здравствена состојба, која што предизвикала појава на кандида. Она што сакам исто така да го заклучам е дека многу од населението, од популацијата сами се диагностицираат со кандида, но доколку се појави во другите органски системи, тоа е веќе патогена состојба. Мора да се побара помош од лекар и мора да се оди на третман со лекови, односно со антимикотици. Што значи дека битката се бие на повеќе фронтови, не може само со диета да се реши проблемот. Да. Сега ќе позборуваме за диетата за кандида, која што е следат доста контроверзи, има многу за и против одредени чекори. Ќе започнеме со исфрлање на јаглехидратите. Велат, исфрлете ги јаглехидратите, тие ќе изгладнат кандидата и таа ќе исчезна. Дали се тоа функционира толку едноставно? Тоа апсолутно не функционира на тој начин, меѓутоа да, прво прибегнуваме кон одстранување на шекерите. На сите шекери велат ниту мед и овошје. Или тоа преригорозно? Значи треба барем 7 дена простите шекери и овошјата каде што во нивниот состав на шекерите, значи доминира фруктозата, бидејќи се сметаше дека фруктозата и не е така опасна, но тоа сепак е прост шекер, што значи дека простите и додадените шекери, сите јаглени хидрати не може да влезат во целата приказка, бидејќи она кое што најголема штета предизвикува кандидата е воведување во промена на цревната флора, односно до така наречениот фамозен синдром на пропустливи црева, кој што понатаму знае да направи додатни компликации и одстранување на се што е јаглени хидрати
посебно сложените јаглени хидрати. И И сложените, посебно ако нив потполно ги отстраниме на долг временски период, ние ќе ја менуваме цревната флора во лош правец, па така да монодиетите, генерално кето и протеинските диети, ќе ја буткаат дисбиозата, односно цревната флора, во правец во кој што е непосакуван. Голем дел од сложените јаглени хидрати се всушност пребиотици, што значи дека каде што имаат носачи билни влакна, тие се всушност храна за пробиотиците. Тие се всушност храна за пробиотиците и на тој начин влегуваме во тој магичен круг на непотребно изгладнување на организмот од дотур на енергија. Што значи дека диетотерапијата треба да има почеток, средина и крај. Прво се отстрануваат сите прости јаглени хидрати, односно додадени шеќери и голем дел од скробните зеленчуци, оризот и компирот, иако постојат начини и кај нив да се зголеми отпорноста на скробот, односно тој да стане несварлив, што значи дека на многу краток период, 7 дена, се откажуваме и од нив и од одредени други храни кои што во пракса луѓето се откажуваат од јаглените хидрати, меѓутоа продолжуваат да користат готови намази, готови кетчапи, готови мајонези, каде што се кријат всушност најголем дел од простите шеќери. Медот е навистина контраверзна субстанца и науката генерално не може да се согласи, значи нема став, имајќи ги во предвид антибактерицидните и антифунгалните својства. Значи, има истражувања кои што велат дека медот ја убива габичката Candida albicans. Меѓутоа, во зависност од тоа зашто се работи од останатиот дел на здравствената состојба. Доколку имаме појава на кандида, каде што навистина се работи за диабетес, каде што треба да се контролира медот во секој случај. Ќе биде исфрлен, така? Да, медот, да не заборавиме, сепак е инвертен шеќер. Се состои од еднакви делови на гликоза и на фруктоза, што значи дека нема логика да ги одбегнуваме сите други шеќери, а на одреден период да не се откажеме и од медот и од другите сладила, како и од овошјата. Најконтраверзно е јаболкото. Многумина го прекинуваат уште во првите најригорозни 7 дена, но пак постојат издржани научни студии во Англија кои што велат дека сорбитолот најмалку влијае на подхранување, најгрубо кажано, на подхранување на кандидата, бидејќи пак јаболкото е богато со пектини, па врши друга работа. Што значи дека диетотерапијата за кандида треба да има индивидуален пристап, треба да го знаеме причинителот за појавата на кандида и да оди заедно со промена на животниот стил. Го спомнавме компирот и оризот. Со што да ги заменим? Со сите други целозрнени житарици. И за лебот исто така ќе ве прашам, значи леб не би требало да се конзумира? Бел леб, всушност кај лебот, оној кој што ни е достапен, не се проблем толку, значи житарките, освен ако не се работи за бело брашно, се работи за квасецот. Генерално квасецот е тој, тука доаѓа и пивскиот квасец, па многумина посегнуваат да суплементираат нутритивен квасец, односно пивски квасец, или обичен квасец за зајакнување на имунитетот, бидејќи пад на имунитетот се смета за вовед во кандидијазата. Но компирот е интересно доколку се спрема во лушпа и се пече во лушпа, може да се користи во диетотерапијата, секако не секој ден и не во големи количини, доколку и едниот и другиот, и компирот и оризот се конзумираат ладни, значи се оладат, температурата влијае на отпорноста на скробот, станува на некој начин дигестибилен и што значи дека и кон нив можеме да посегнеме во третманот, каде што имаме, например, појава на кандида после долга исцрпувачка болест со голем третман
Значи со продолжен третман на антибиотици и ние тој организам треба да го рекуперираме и не може да влеземе во едно поле каде што додатно ќе го изгладнуваме енергетски, што значи многу внимателно ќе бираме каде ќе ја ставиме рампата. Но најмногу се греши на време траењето. Значи постои прва фаза каде што освен што ќе ги скратиме сите прости шеќери и високо процесирана храна, треба да го зголемиме внесот на течности. Во втората фаза веќе модифицираме затоа што кандидата е позната по тоа што кога не може да се реплицира, испушта одредени токсини кои што додатно го оптоваруваат црниот дроб. Па и од таа гледна точка не смееме да прибегнуваме кон неверојатно долготрајни и брзи диетотерапии затоа што ќе го оптеретиме црниот дроб. Што значи дека како што не се јавува проблемот наеднаш, така тој и не се решава наеднаш и треба навистина да одиме на еден специфичен начин, значи 7 дена ригорозна диета, потоа 10 дена да почнуваме да балансираме и она што не ми се допаѓа во она што во пракса го среќавам, она што го симнуваат од социјалните мрежи, се тие долготрајни и упорни откажувања од речиси сите намирници, па дури се откажуваат од боранија, од грашок, од махунарките, од гравот, иако количеството на лигнини во овие махунарки всушност директно прави биофилм на дигестивниот тракт и помага, значи билните влакна, и помага да се сопре репликацијата, значи растот. Значи се препорачува грав, грашок, леќа, борање, сите мешункасти. Грашок, греќа, сите мешункасти, дури и одредени скробни зеленчуци, како што е карфиолот, како што е брокулата, треба да бидат застапени за цело време во исхраната, но треба да се внимава на кафето. Например, многу луѓе забораваат дека всушност кафето треба да се паузира, прочем и најтешко е кога ја давам антикандида диетата, кога ќе речам првите 10 дена нема кафе. Но потоа може. Но потоа може, се разбира. Секако тука се многу спорни одредени млечни производи. Лактозата во одредени млечни производи, каде што останува во крајниот продукт, тоа се масните тешки сирења, кашкавали, многу модерните сега кај нас сирења со мувла, со екзотични имиња. Таму апсолутно треба да се направи голем рез, меѓутоа таму каде што е ферментирана лактозата, кое што е млечен шеќер и кое што всушност помага во растот на кандидата, треба да се остават ферментираните кисело млеко, пробиотските јогурти, домашниот кефир, одредени видови на урда. Така, бидејќи сите ти учествуваат во регенерацијата на цревната флора, но има ли и некои ферментирани млечни производи што може да направат проблем? Она кое што генерално се вели дека прави проблем, тоа се фета сирењата, бидејќи за нив имаме научни студии, кои што го продолжиле текот на диетотерапијата, меѓутоа она кое што во пракса најдобро дава резултати е пресното млеко и сите видови на стари, зрели сирења и кашкавали. Потоа контроверзите околу печурките. Ке стигнеме до тоа, уште малку да се задржиме на ферментираните производи кои што велат дека се клучна алка во оваа диета против кандида. Што се може да се зема од ферментираните производи? Па тука всушност доаѓа до оној момент кога се збунуваме на начинот на кој што се ферментирани производите. Доколку се работи за природна ферментација, сол и вода, како што е ферментираната зелка, таа може слободно да се отсоли и да се конзумира. Доколку имаме популарното кимчи и одредени видови на зеленчуци, кои што сме ги ферментирале на ист начин како што ја ферментираме и зелката, тие се дозволени. Но за киселените таму каде што имаме оцет, а повеќето производи во продавниците се всушност закиселени на таков начин. На таков начин, тоа треба комплетно да се исфрли и тоа да се исфрли на 30 дена
бидејќи оцетот е познато дека погодува, дава средина каде што слузниците на нашиот дигестивен систем ги прави поранливи на делувањето всушност на лошите дејствија кои што ги има кандидата. Дали ферментираните производи може да се земаат во првите 10 дена од оваа диета против кандида? Природно ферментираните производи кои што во себе немаат енормно големо количество на сол и каде што нема киселина или каде што има лимон, лимонот е единствено нешто кое што и дава базна реакција, тоа е феномен во храната, може да се конзумираат уште од првиот ден на диетотерапијата. Меѓутоа, закиселените со оцет, Тие се на црна листа. тие се на црна листа, посебно таму каде што ние се уште имаме навика да ставаме доста конзерванци. Во нашите домашни турши, тоа треба да се исклучи потполно. Да ги вклучиме и гледачите. Од овој момент почитувани емисијата е контактна 3076 677 е телефонскиот број на кој што можете да не добиете и да се вклучите во програма со ваши прашања на денешната тема, на каков начин со исхрана да се стави под контрола, односно да се реши проблемот со на упорна габична инфекција предизвикана од Кандида албиканс. Надица Илиевска, дипломиран нутриционист од Нутриционист консалтинг, е во студиото на телевизија Телма. Надица, ќе проговориме за уште неколку контроверзи поврзани со оваа диета, односно дали сето ова е вистина или заблуда, ќе ни појасните. И стигаме до печурките. Вела дека печурките треба да се исфрлат од исхраната, бидејќи тие се габа. Искуството покажа дека исфрлањето на печурките прави средина која што е непогодна за развивање, меѓутоа и тука мораме да го примениме индивидуалниот пристап. Доколку дигестијата на пациентот е во одлична кондиција, доколку не останат недигестирани партикули, кои што ќе одат во долниот дел на дигестивниот тракт, може би печурката нема да направи штета, но ние тоа не можеме да го предпоставуваме. Генерално, фунгите се колонии и не знаеме во кој правец може предпоставуваме дека се работи за Кандида албиканс, меѓутоа може да има и други подсоеви на Кандида. И не знаеме интеракцијата на габите, фунгите кои што ги конзумираме, дали ќе се појави или нема да се појави. Но некои печурки имаат антифунгицидно дејство, односно ги уништуваат Тоа е колониите на штетните истата контроверза како и медот. Генерално 7 плюс 7 одстранување на печурките во пракса дава најдобри резултати. Значи сепак да се отстранат. Сепак да се отстранат во првите 10 до 14 дена од диетотерапијата за Кандида. Впрочем, и во И покрај други... тоа што содржат мала количина на шеќер во нив. И покрај тоа што содржат мала количина на шеќер, најдобро е сите фунги да се отстранат. Веќе споменавте дека лебот е спорен токму заради квасецот. Може ли да се јаде леб закиселен со маја на некаков друг начин кој што се подготвува? Секаде каде што во текот на производството на лебот се случува некаков тип на ферментација природна, значи ги користи јаглените хидрати, не, значи потполно се исклучува се што има квасец, па дури и тој таа домашна маја. Она што е интересно е дека постојат одредени научни студии во Италија кои што покажале дека кога се ртат целозрнените житарки, тогаш тие и покрај содржината на одреден дел на јаглени хидрати во себе немаат дејство, односно делуваат во помош на раст на кандидата. Што значи дека целозрните житарки мора да останат во исхраната. Тие се најдобар извор на енергија за време на диетотерапија, меѓутоа не треба да бидат здружени со квасец. Леб може да се направи од целозрнени житарки и со прашок за пecivo, може да се направи и со сода бикарбона, може да се користи проја, може да се користи палента, може да се користат, значи, просо, значи може да се користат и брашна, да се додаваат и брашна од јатки. Времето за
користење на јатките е наиздржано во диетотерапијата кај кандида. Значи да се смеле одредено бадеми, па да се додадат на интегрално брашно, на ржано брашно, просото да се смеле да се искомбинира со мелен орев и на тој начин да направиме нешто кое што ќе биде замена за леб, бидејќи ние сме нација која што смета дека без леб не можеме да живееме. Да го вклучиме првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Ке ве молам, гостинката и вас да ве поздравам, да ви почекам убав ден. Благодарам. Да прашам, како делува јаболковиот оцет, кога е во прашање кандидата? Така. И уште едно прашање, јас сум диабетичар, го употребувам јаболковиот оцет во чај, во чорби. Меѓутоа и да прашам, кога ќе ми се појави кандидат од време на време, на гениталиите чувствувам мал јадеж и користам прениска со сода бикарбона. Дали е тоа оправдано? И така. Да ја прашам на гостинката, значи на двете прашања да ми одговорите. Така, ја ви благодарам за вклучувањето. Земете предвид дека денешната гостинка е нутриционист, а ќе може да ви даде насока во оној дел кој што е поврзан со исхраната и борбата против кандидата. Повелете, Натица. Јаболковиот оцет, се враќаме на истата приказна, зависи за каков јаболков оцет се работи. Комерцијалниот јаболков оцет не го препорачува, меѓутоа доколку има природно ферментиран, оној кој што сега се повеќе се популаризира, е зона која што може да се користи, меѓутоа апсолутно не е на одмет барем 3 недели за киселувањето да се прави со лимон, за секој случај да се отстрани оцетот. Она што е интересно и што сакам да нагласам, бидејќи во пракса ми се обраќаат, вагиналните инфекции со кандида мора да бидат пропратени со лекарски третман на антимикотици, што значи дека антикандида диетата генерално е многу добра кога третираме кандидијаза во дигестивниот систем. И на почетокот напоменав дека треба, веќе кај другите органски системи го сметаме за патолошка состојба и треба да оди пропратно со антимикотици, односно со третман, со медицински третман. Содата бикарбона е многу употребувана, дури некои ја пијат. Меѓутоа, јас генерално сода бикарбона во диетотерапија на кандида не вклучувам, од проста причина што мене ми е потребна добра дигестија. Сода бикарбона алкализира, односно кога храната се вари, пожелно е да не се интерферира во лачењето на желудечните киселини, што значи да оставиме храната добро да се издигестира, но нагладно доколку им прија, доколку чувствуваат олеснување, ако е во устната шуплина, да се жабурка, доколку чувствуваат во грлото, значи како локален третман може да се примени, меѓутоа генерално дека во долниот дел на дигестивниот систем содата бикарбона ќе ни направи алкализација, навистина тоа се толку непроверени, непотврдени теории, она што не е можеби во мојата струка, но сакам да го нагласам како информација да го споделам во јавноста, е оној неверојатно популарен тест кој што се прави во домашни услови, на кој што апсолутно нема докази базирани на наука, дека може сами да го направат со она, земете чашка вода, па потоа ставете плунка внатре, па чекајте наутро да видите што ќе се случи, значи тоа е таква една заблуда и апсолутно само диагностицирањето треба на вистина да престане. Ние сме многу склонни да го правиме тоа, јас потоа бараат помош од мене и велам дека на вистина на многу лесен и едноставен начин се докажува присуство или отсуство на кандида. Надица, што е со месото и месните продукти? Дали тие треба да бидат вклучени во режимот на исхрана, односно диетата, кај пациентите кои што имаат проблем со кандида? Генерално да, со тоа што треба да се одземат
да не речам да се забранат, сите преработки од месо кои што се во меснатите, затоа што тие се третирани со состојки кои што одат во прилог на растот на кандидата и да се внимава на начинот на припрема на месото, односно да не биде многу зачинето, да не биде многу солено, да не биде многу луто, да нема разни зачини, иако генерално најголем дел од зачините всушност делуваат полезно во диетотерапијата. Ориганото треба да го ставаме во секоја јадење кога сме на диетотерапија од кандида. Дури оди една цела палета на суплементи, пробиотици, барем во првите месец дена, потоа пребиотици, што повеќе оригано, може дури и масло од оригано, потоа исто така зелениот чај се докажа како многу добар во третманот, во диетотерапијата со кандида, што значи дека зачините треба да ги употребуваме како пропратни, но и како еден вид, значи, на лековити билки кои што ќе бидат вклучени. Месото, да, но најважни во третманот, ако зборувавме што треба да се исклучи, што е најважно всушност во диетотерапијата? Да го зголемиме внесот на омега-3 масни киселини. Каде ги има? Рибата. Било која риба? Било која риба. Пожелно е да биде масната риба од длабоките, од морските длабочини, меѓутоа не секогаш му имаме пристап кон неа. Било која риба, тука доаѓа сусамот, маслото од сусам, многу ретко го користиме, маслото од семки од тиква, лененото семе, маслото од лен. Тоа се навистина многу благопријатни намирници кои што треба да бидат основа и база на која што ќе ја градиме диетотерапијата во борба против кандидата. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија, да ги слушнеме нивните прашања, односно простор за прашање од гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Душа чекам вашата емисија и Баш до ми е драго. Надежда стално го слушам, значи се што кажа секоја во чест. Само сакам да го прашам, ја мед како дете многу се метерале, мислим, слаба сам била и сега никако не сакам мед да јадам, дури појдем на кај теглата и се стресем. Значи, тоа е чудна работа, благо не ми сака душа, но само сакам да ја прашам, мислим, нели, короната го многу тешко преживеја, после короната операција, знаеш, гинеколошки работи, али добро сам, примаги вакцините, и после, мислим, операцијата, еве, јадам се на сабајле убаво, многу ми кркора цревата. И прашувам го мојот матичар, вика да пием овие диазепам, на вечер, дека нервозни ми биле цревата, ама ја некако па тој многу спием од диазепанот, па да видим што ќе ми каже прекрасната Така, нашата Надица. гостинка Поздрав. како нутриционист совет. Надица, да Да. го вклучиме и следниот. Ви благодарам за вклучувањето, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач, а потоа Надица ќе даде одговор на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Може ли- програма сте. Добар ден. Добар ден. Може ли да се користи во определени количества алкохол и он бидејќи Така, дали може да се користи алкохол е вашето прашање. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Пријатно. Пријатно. Ќе одговорам прво на првата гледачка. Значи, кркорењето на цревата, доколку не се работи за некоја диагноза која што е медицински потврдена, многу често значи дисбиоза, односно значи пореметување на цревната флора, од она што можеше да го каже гледачката, значи постоперативно веројатно била третирана со антибиотска терапија подолго и претходно од ковидот. Она што препорачуваме да се зголеми внесот на кефир, значи може да се прави во домашни услови, киселото млеко, значи да се дадат дури може и како суплементи пробиотици, и кај кркорењето на цревата многу помагаат одредени пребиотски култури, како што е псилиумот и како што е инулинот, што значи дека благопријатно ќе делува еден напиток од цикорија, и не се како да ја забораваме.
таа е неверојатно добар пребиотик, или пак ако не сакаат да се занимаваат тоа, значи може да суплементираат. Потоа истото важи да се зголеми внесот на омега-3 масни киселини. Сите забораваме, бидејќи беше спомнато лек за смирување, сите забораваме дека омега-3 киселините имаат неверојатно смирувачко дејство, што значи дека да се зголеми внесот на омега-3, а што се однесува до второто прашање, никако. Алкохолот апсолутно не оди во диетотерапијата. И оно што ме подсети гледачот да го нагласам, специјално не за пивото. Бидејќи споменавте квасецот е дури е тука проблематичен. Дури во однос на тоа во Германија најдов на една научна студија дека познатите пивопијци речиси 3 пати почесто патат од кандидијаза, односно од појава на кандида во дигестивниот тракт, што значи дека пивото на мала врата, зголемен днес на пиво, алкохолот не, дури и вино. Дури и вино, зборуваме за диетотерапија. Она што е важно, после диетотерапијата, постепено може да се вратиме и да внесеме некои одредени намирници. Значи, исклучување на одредени продукти, максимум 2 месеца, како што споменавте, и потоа постепено враќање. 21 ден е она каде што е ригорозно, каде што треба да се внимава. Уште 10 дена почнува олабавување, вториот месец остануваат забранети простите шеќери и одредени намирници. Например, јас им кажувам да се воздржуваат од кашкавали, од мувлосани сирења, барем уште едно месец и пол дена, и од готови сладки и готови грицки, но воведување, но доколку се работи за стил на живење, доколку не е акутна состојба бременост, доколку имаме друга некоја симптоматологија која што не сме ја решиле, а се работи за стил на живење, значи начин на исхрана, ако не го промениме, значи не може вечно да бидеме на диетотерапија. Треба да го промениме она што ја иницирало значи појавата на кандидата. Надица, тука ќе пуштиме еден блок реклами и по кратката пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот во студиото на Телма. Зборуваме за диетата која што би требало да го реши проблемот со упорната инфекција со габичката Candida albicans. Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Nutritionist Consulting, е денешна гостинка во студиото на Телма. Надица, дали лукот може да помогне во решавањето на овој проблем и дали е тој вклучен од самиот старт на диетата? Да, и лукот и кромидот. Нивното антивирусно, антибактерицидно дејство е веќе докажано, меѓутоа има и други компоненти, посебно во лукот, кои што директно влијаат на менувањето на цревната флора во добра насока. Онда што е интересно е, многумина го избегнуваат затоа што сметат дека обично кога е присутна кандидата има чувство на подуеност, на подригнување на киселини, па сметаат дека додавањето на лукот им ја влошува состојбата, но не, лукот треба да биде застапен. Посебно добра комбинација е лук со кефир и магданос. Значи, тие се некои комбинации кои што искуствено даваат многу добри резултати. Спаѓаат од традиционалните медицини, кога немало антимикотици, но се докажале, во пракса се докажани и денес. Кромидот е неверојатно добар пребиотик и лукот и кромидот спаѓаат во намирници кои што имаат можност да прават добар биофилм на дигестивниот систем, посебно кај дебелото црево, и треба да се користат во борбата, зашто суштината на борбата со кандидата е да не дозволиме во цревата таа да направи синдром на пропусливи црева. И тогаш веќе го откочуваме ланецот на други патогени состојби, што значи дека треба да се концентрираме на решавање на состојбата на цревата. Што значи дека лукот и кромидот да. Сеедно е дали се свежи или пак суви? Генерално, доколку се суви,
и нетретирани, сулфатирани, нитрирани, значи сувата намирница е во ред. Но тоа никогаш не можеме да бидеме сигурни дали се никогаш третирани не можеме, на значи таков начин или не свежата доколку ги купиме од продавница. Да, свежата варијанта е секогаш најдобра, но она кој што сакам да го нагласам, бидејќи ги се воведовме во сушењето, значи сувото овошје е строго забрането. Може би не толку некои намирници поради содржината на шеќери, колку што кај јатките и кај сувото овошје можна е појава на афлатоксини кои што директно штетат, односно одат во прилог на растот на кандидата. Што значи, јатките многу малку, ако не сме сигурни, може да се стават на температура, да се потпечат. И сувото овошје, доколку користиме, например, некои сушени брусници, например, на вистина тие, доколку имаме друга медицинска состојба, каде што одат брусниците во прилог, значи треба да бидат добро исплакнати, односно рехидрирани, за да можеме, значи, можноста од дополнителен внес на фунги да ја спречиме. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност тие да постават прашање во овој дел на емисијата. Добар ден. Добар ден. Едно прашање имам надворе од темата за позитивен на хеликобактерија. Ако може гостинката да ми одговори што не треба да се јаде и пие. Добро, ви благодарам за ова прашање. Да, навистина е надвор од темата, но Надица може да дадете насоки, бидејќи ова е исклучително чест проблем. Да, тоа може посебно, тоа бара веќе цела емисија треба, тоа се размисли дали може да сублимирате во неколку реченици. Да, меѓутоа, ајде ќе го поврземе со денешното. Значи, антикандида диетата невројатно добро прилега и во борбата со хеликобактер пилори. Единствено можеби кај хеликобактер пилори треба уште повеќе да се внимава и на одредени зеленчуци кои што имаат многу билни влакна, бидејќи кај хеликобактер пилори е компрометирана дигестијата, што значи дека малку повеќе термички обработена храна, супи, чорби, нашите популарни манџи, ѓувечи со многу зеленчук. Значи тоа е првата линија на одбрана кај хеликобактер пилори. Ќе направиме цела емисија за оваа тема, а да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Не, немаме гледач. Во ред, зошто на листата на забранети продукти кога станува збор за исхрана против кандида се наоѓаат кикириките? Кикириките генерално се наоѓаат бидејќи поради нивниот специфичен хемиски состав. Те имаат еден специфичен хемиски состав, меѓутоа кикириките се исто така многу големи носители на афлатоксини, па генерално биле тргнати во препораките кои што се диетотерапевски од англиското здружение на нутриционисти. Меѓутоа нивниот хемиски специфичен состав ги прави тешки за дигестија, односно, ајде да кажеме дека не даваат алкална реакција. Кикириките се многу тешки за дигестија, не даваат алкална реакција, имаат кисела реакција во нивната дигестија и од таа гледна точка се отстрануваат, но според мене најмногу јас ги отстранувам поради тоа што генерално се конзумираат со многу сол. Значи, солта, иако звучи зборуваме за шеќерите, меѓутоа солта треба видно да се намали во диетотерапијата со кандида. Имам уште едно прашање од гледач. Добар ден за него. Ало? Повелете. Јас сум на линија, чекам да ве слушаме во програма сте, повелете. Епа, имам прашање за докторката во врска со кандидата. Малку задоснев на почетокот, но јас веќе подолго време со кандидата имам проблеми, после прележена брокна пневмонија во државна, веќе неколку години, но кај мене станува збор за кандида на белите дробови. Јас од ова што до сега го слушав, беше најверојатно во врска со
кандидата на овие делови кај што минува храната, уста, трева и така натаму. Така, дали со исхрана би можел да се реши вашиот проблем? Предпоставувам дека е тоа дилемата за која што се јавивте. Да, заради кандида на бели дробови. Така, кандида на бели дробови. Тоа е малку по проблематично отколку на црева, на гениталии и така натаму. Така. Сигурна сум дека е така. Така ќе денешната гостинка нутриционист Надица Илиевска ќе даде одговор. Надица, помага ли диетотерапијата? Диетотерапијата во овој случај е придружна, меѓутоа и на почетокот напоменав, на другите органски системи е патолошка состојба која што мора да биде третирана медицински, значи мора да биде постојат третмани кои што специјалистите ги пременуваат, не може и не смее гледачот да се ослони само на диетотерапија. Диетотерапијата во овој случај е придружна, да, ќе помогне, впрочем не може да одмогне, ќе помогне во секој случај и треба да биде придружна заедно со медицинскиот третман, но не смее да биде единствен излез од оваа медицинска состојба, мора да оди, значи, со медицински третман. Споминавте дека сувото овошје мора да се исфрли. Оваа диетотерапија вели и овошките не се препорачуваат, но има ли некој овошје кое што може да се најде во склоп на оброците? Секако. Да објасниме зошто овошјето се тргнува на страна. Овошјето спаѓа во брзи шеќери, иако во добар пакет. Освен брзите шеќери, фруктоза, гликоза, сорбитол, има многу други нутриенти кои што се неверојатно добри. Меѓутоа, сепак спаѓа во намирници кои што имаат брзи шеќери. Тоа се трудиме да го избегнеме. Што значи? Ке стопираме, сега е зимно време нема, но не лубеница, не диња, не ананас, посебно од конзерва, гледам дека многу прибегнуваат поради ензим кој што го има и е пожелен, меѓутоа не ананас, портокалот, мандарините, зрелите банани. Во вториот дел од диетотерапијата на кандида јас препорачувам по една банана неколку пати во неделата, значи мораме да се вратиме, овошјето е неопходно за добра избалансирана исхрана, меѓутоа зелена, што позелена? Што е позелена? Тоа има помалку шеќери, има повеќе билни влакна, има повеќе цврсти, односно издржливи јаглени хидрати, да не кажам несварливи, што може? Може шумското овошје. Шумското овошје е дозволено и може да се конзумира, затоа што хемискиот состав, пигментите, потоа биофлавоноидите, антоцијаните кои што ги има, помагаат генерално во одржување на целото добро здравје, што значи дека шумското овошје може да се конзумира во текот на диетотерапијата и пак ќе кажам, тука е исто многу важна комбинацијата. Например, појадокот обични овесни снегулки, значи без додатоци, кисело млеко и шумско овошје, целосно е еден оброк кој што може да се даде во диетотерапијата при кандида. Дали диетотерапијата сигурно ќе даде резултати? И што доколку се повторува инфекцијата? И е упорна? Колку често може да се применува? Еве, применуваме сега, ќе бидеме малку подобри, доколку за некој месец повторно букне инфекцијата, може ли повторно да ја примениме? Она што е многу жално е дека диетотерапијата не може да трае вечно, но диетотерапијата треба да не воведе во промена на начинот на исхрана. И во пракса, кога применуваме диетотерапија, тогаш е се во ред, но штом се вратиме на старите навики, тогаш се враќа. Основното кај кандидата е што не секогаш зависи од стилот на живење. Кандидијазата многу често е на некој начин ја добиваме не по наша вина. Значи, реков, диабетис мелитус, долготрајна
терапија со антибиотици, други здравствени состојби, постоперативно, не секогаш, но понекогаш можеме да ја добиеме и од одредени послехирушки интервенции, престој во одредени, значи начините на кои што ја добиваме. Доколку се занимаваме само со диетотерапија, а не ја искористиме можноста да ги доведеме во ред другите состојби, значи да ја доведеме во ред цревната флора, дисбиозата да ја средиме, секако ќе влеземе во магичниот труд. Круг и ние постојано неколку пати во годината ќе бидеме на диетотерапија, која што на крајот ќе не истошти, но нема да даде резултат. Но мора да биде борба на повеќе фронтови. Мора, доколку се работи за диабетис, доколку се работи за синдром на пропусливи црева, да се види да не се работи всушност за некоја нетолеранција на храна, диетотерапевски додека делуваме, да видиме за што се работи, да се промени цревната флора, да се нормализира гликемијата, да се зајакне имунитетот, доколку имаме имунокомпромитирачка состојба веќе медицински докажана. И ако веќе сме сигурни дека се работи за стил на живење, каде што живееме посебно кај младата популација, каде што живееме на сладко, на бурек и на симит погача, без менување на животниот стил, апсолутно не можеме да кажеме дека диетотерапијата еднаш за секогаш ќе го реши проблемот. А дали ова диетотерапија може да се примени кај деца? Оваа диетотерапија всушност и е насоките кои што се дадени Аспен-Еспен, е направена за третман кај диетотерапија кај деца, бидејќи кај нив има повеќе истражувања за негативните дејства на присуството на кандида на општото здравје и на растот и на развојот на децата. Да, може да се и треба да се примени, посебно кај одредени други пропратни синдроми и состојби, но пак морам да кажам дека е најтешко применлива кај деца. Но сепак кај деца и треба да биде најригорозна, од проста причина што ако добро ја разгледаме диетотерапијата за кандида, се работи всушност за еден начин на исхрана кој што спаѓа меѓу најздравите начини на исхрана. Значи ги исклучуваме простите шеќери, ги исклучуваме високо процесираните храни, концентрираните шеќери, како што е кај сувото овошје. Значи, тоа е генерално и една исхрана која што... Препорачлива. Да, е препорачлива. Се разбира, кај нив е малце модифицирана, тие секако не пијат кафе, тие секако не конзумираат одредени други производи. Најмалите деца дури не конзумираат јатки и кај малите деца всушност препорачувам еден тип на медитеранска исхрана, каде што јас, знаете, веќе не сум голем љубител на така наречените растителни млека, но тука веќе препорачувам примена на овие така наречени напивки од бадем, од орев, од индиски орев, затоа што пак на децата треба да им овозможиме енергија која што доаѓа од сложени јаглени хидрати, правилен раст и развој. Ние возрастните, диетотерапијата за кандида подобро енергетски ќе ја издржиме, бидејќи не сме во таков интензивен раст и развој. Меѓутоа, кај децата не смееме да го компромитираме, значи, оној раст и развој кој што им е неопходен за добро напредување, што значи дека пак се враќаме на тој индивидуален пристап и општата здравствена состојба. По завршувањето на диетотерапијата против кандида, потоа каква исхрана им препорачувате и на возрастните? И за нив медитеранска? Медитеранска, разновидна, избалансирана и луѓе кои што се често склони на кандида, на вистина треба да се, ајде да кажам, треба да пронајдат други начини да го задоволат вкусот за сладко, значи шеќерот на вистина треба многу контролирано сладките задоволства и алкохолот да ги контролираат едноставно, да не го предизвикуваат. По завршувањето на диетата против кандида може наменито да се врати медот, да речеме боровиот мед кој што има најниско ниво на шеќер во себе. Значи боровиот мед има низок гликемиски индекс. Во однос на соодносот гликемискиот индекс го мериме во однос на количината на гликоза.
Боровиот мед има малку гликоза, но пак на сметка на тоа има многу фруктоза, што значи дека медот секако дека ќе го вратиме во она навика, но нема претежно, бидејќи сега малку со пандемијата мислам како да премногу конзумираме мед. Медот треба да го ограничиме на една кафена лажичка на ден. Апсолутно нема нужна потреба да тоа да се форсира повеќе од тие количини. И медот, и сите видови на овошје може да ги вратиме. Лебот. Ние секако треба да внимаваме каков леб конзумираме. Но јас на вистина и се трудам и кај во пракса, ајде да кажам да ги преориентирам луѓето да користат бесквасни лебови, да користат лебови со што помалку квасец, некако како премногу квасец да користиме, на тоа и секако и да продолжиме да внимаваме, само ќе имаме корист од тоа, а не и штета. Надица, благодарно за денешното гостување во Телма амбуланта и за бројните совети поврзани со исхраната против кандида, габична инфекција која што создава големи проблеми кај оние што се соочиле со неа. Ми беше задоволство како и секогаш. Почитувани Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Nutritionist Consulting, беше нашата денешна гостинка во Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12:45. Имете убав ден и гледајте неповторно утре. До гледање.